Ние, како официјалните представници на Европскиот парламент, ја посетуваме Македонија се со цел да донесеме неколку пораки и најважната порака е да докажеме дека Европскиот парламент и членовите на Европскиот парламент име грижа за Македонија, за народот на Македонија и дека се заинтересирани се грижат за Македонија, за незината иднина. Ние се надеваме дека Македонија ќе се развива долж европската и трансатлантската траекторија. Ние имаме многу интензивни разговори и преговори со представниците на двете политички партии, со организациите од граѓанското општество, како и со Државната изборна комисија. Имаме исто така состаноци со специјалната обвинителка, како и со сите други важни чинители во политичката ситуација во Македонија во моментов. Ние исто така ги нудиме нашите услуги, да им помогнеме да изнајдат решение, се со цел да ја придвижат земјата, да ја изнесат земјата вон политичката криза која што веќе долго време обстои во вашата земја и да се направи вистински прогрес, се со цел да се оди напред кон исполнување на европските амбиции и аспирации. Ние имаме многу солидна основа за решавање на оваа ситуација во вашата земја. И тоа се разбира договорот од Пржина. И јас мислам дека беше многу јасно објаснето дека е многу важно договорот од Пржина да се имплементира сега. И имплементацијата на договорот од Пржина исто така ќе го отвори патот напред за вашата земја. И јас исто така мислам дека тоа треба да биде патриотска одговорност на сите најважни политички чинители во политичката сцена на Македонија. Да, ние сме подготвени да помогнеме, ние ја нудиме нашата помош. И исто така искрено се надеваме, без разлика колку е тешко, без разлика колку да е комплексна ситуацијата. Меѓутоа, навистина, тоа е во интересот на народот на оваа земја да се имплементира овој договор и исто така да се придвижите напред. Ние исто така сме спремни да продолжиме со нашата поддршка и ако е потребно, ние сме спремни да дојдеме повторно, се со цел да демонстрираме дека Европскиот парламент е на страната на проевропската и проатлантската иднина на оваа земја. Ви благодарам.